Горивата во Македонија остануваат поевтини за половина евро од оние во соседството и покрај ценовниот шок. Граѓаните од околните држави продолжуваат масовно да точат кај нас, а неколку аеродроми во регионот се снабдуваат со реекспорт од земјава, бидејќи иако сите купувале од исто место, во Македонија цените се најниски. Премиерот Мицкоски вели дека снабдувањето е редовно, иако конзумот пораснал за 50 до 60%. Дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино од тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот. Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот. Така што ако ја оставиме политиката на страна и почнеме да ги гледаме бројките. Освен пониските акцизи, владата размислува да го намали и ДДВ-то на горивата за дополнително да го заузда скокот во цените, но внимателно ќе ги креира новите мерки. Откако дизелот достигна 101,5 денар, а бензините 93 и 95 денари по литар, Мицкоски вели дека постојано се прават планови за заштита на стандардот на граѓаните. Се уште не се знае ниту дали снабдувачот Окта повторно ќе има попуст кон малите трговци со деривати. Сите прогнози покажувале дека нафтената криза ќе потрае подолго од првично предвиденото. Да, планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што се случува во заливот. Така што внимателно ги повлекуваме чекорите, за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија. Во однос на критиките на опозицијата во однос на инфлацијата и економските политики на владата, Мицкоски вели дека и во ваква глобална криза на земјава и оди добро. Во јули инфлацијата се сведе на 2,3%, што е на дното во регионот и драстично помалку споредено со порастот на цените од 16% во 2022, кога на власт беа СРСМ и ДУИ.